Добро утро. Еве ме и мене во нов ден и во вториот дел наменет за тема на денот. Убав ден денеска 7 април, кога во светот па и кај нас се одбележува како Ден на здравјето. Причина повеќе да останете со нас да ги слушнете видувањата на нашите денешни гости, а доколку имате прашања, можете и вие да се вклучите со јавувања. Овој ден се прославува за да го означи основањето на Светската здравствена организација. Секоја година СЗО избира конкретна тематика, односно прашање кое е поврзано со здравјето на луѓето и на тој начин ги поттикнува и охрабрува сите заедно да се вклучат во одбележувањето на конкретната тема. Светскиот ден на здравјето е ден и единствена можност да се обединат луѓето и институциите со цел превземање на заедничка акција во насока на подобрување на здравјето и благосостојбата на сите. Следиме во продолжение која е темата за оваа година под која ќе се прослави 7 април, а деталите ги има Катерина Димитриевска-Арсеновска. Секоја година Светската здравствена организација одбира приоритетна област кога е во прашање јавноздравствената грижа, како тема со која се одбележува 7 април, Светски ден на здравјето. Темата за Светскиот ден на здравјето за оваа година е посветена на безбедноста на храната, со наслов "За безбедна храна од нива до трпеза". Овогодинешната тема е од големо значење за сите институции кои се вклучени во создавањето на храната и се инволвирани и засегнати повеќе страни: властите, приватниот сектор, граѓанското општество, како и голем број на владини и невладини организации. Основната порака која преку кампањата сака да ја упати Светската здравствена организација е зајакнување на интегрираниот пристап во контролата на храната, која почнува уште на нивата, фармата, па потоа продолжува со складирање, дистрибуција, транспорт, производство, преработка, трговија, за да на крајот стигне во раците на потрошувачите, односно на нивната трпеза и трпезата на семејството. Иако во текот на овие фази се вклучени голем број на контролни проверки и пред се човечки ресурси, сепак постои можност некоја скриена опасност да се провлече и да не биде препознаена и елиминирана во конкретната фаза, а со тоа истата ќе се најде во чинијата на оној кој ја конзумира. Светскиот ден на здравјето за 2015 година е можност да се потсетат сите инволвирани фактори во контролата на безбедноста на храната, да бидат максимално ангажирани за постигнување на крајната цел – безбедна храна во чиниите на луѓето. А тоа се операторите со храна, земјоделци, сточари, производители, трговци на големо и мало, дистрибутери, надлежните државни органи и тела за контрола на безбедноста на храната и потрошувачите. Од минатата година, владата на Република Македонија започна кампања под мото "Здравјето е избор, здрава храна и здрав начин на живот, значат долг живот", со цел подигање на јавната свест за корисноста и бенефитите од здравата храна. Според податоците на Светската здравствена организација, прекомерната тежина е причина за 3,4 милиони умирања. Во Македонија се поприсутен е проблемот со зголемена телесна тежина и дебелината. Бројките покажуваат дека 60,5% од мажите и 47,8% од жените на возраст над 20 години имаат зголемена телесна тежина, а околу 20% од возрастните во државата се дебели. Дебелината кај децата предизвикува најразлични деформитети и е основна причина за појава на дијабет тип 2. Се очекува со спроведување на оваа кампања дополнително да се придонесе за подобро здравје кај граѓаните. Го проследивме прилогот со кој ве запознавме за нашата денешна тема, на која ќе разговараме со моите гостинки и ќе се обидеме да ве доближиме што повеќе кон новогодинешната тема која е посветена за здравата храна и како до здрав дух, но и за тоа како треба да се грижиме за да имаме плодна и здрава почва. Добро утро велам за мојата прва гостинка, доктор Светлана Пешевска, примариум специјалист по хигиена и здравствена екологија и раководител на Центарот за јавно здравје. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. За почеток, како се чувствувате во нашето студио? Пријатно. Так, ајде да започнеме со она што ќе го одбележи овој ден, 7 април, Светскиот ден на здравјето. Кое е мотото под кое оваа година СЗО ќе го одбележи и што конкретно опфаќа оваа кампања? Светскиот ден на здравјето за 7 април 2015 година е со мото "Безбедност на храна". Декларацијата на Светската здравствена организација е дека секој
граѓанин, секој човек има право на пристап до безбедна и квалитетна храна. Исто така, директорот на СЗО е со декларација дека небезбедна храна не лесно може да се препознае. Таа многу пати може да биде скриена и со голо око невидлива. Болестите кои настануваат од небезбедна храна, како што викаме ние стручно хигиенски неисправна, односно здравствено неисправна храна, се следните. Поточно тоа се алиментарни интоксикации или пак труење со храна. Ние знаеме дека постојат повеќе од 200 видови на болести кои настануваат поради неисправна, односно здравствена неисправна храна. Да кажеме, во 2012 година податоците покажуваат дека 2 милиона луѓе умреле, а повеќе од тоа се и деца, умреле од болести на кои се причинители неисправна храна, од кои например, овие во земјите од Европската Унија истата година имало 310.000 заболени од алиментарни интоксикации, од кои починале 304 човека, а интересен е податокот 3% од тие заболени остануваат потоа со тешки здравствени последици кои се неизлечиви, како што се оштетување на функцијата на бубрегот, оштетување на црниот дроб, неуролошки оштетувања, поточно оштетување на мозокот, артрити, сепса, труење на крв, односно сепсата и канцерогени заболувања и смрт. Значи, би сакала да кажам дека последиците се далекосежни и затоа треба сериозно да се свати состојбата со безбедноста на храната. Навремено да се реагира. Кои конкретно болести може да настанат од небезбедна, од нездрава храна? Па небезбедна храна може да предизвика алиментарни интоксикации, на кои главно причинители се салмонела, стафилокок ауреус, Ешерихија коли, колинебактериум, овие вируси од норавирус, потоа разни хемикалии и страни тела, радиоактивни зрачења и така натака. Значи, тоа се тие причинителите. Исто така може да бидат од бактериска природа, не само од бактериска, туку габична природа, паразитарна природа и разни причинители кои можат да направат алиментарна интоксикација. Може би интересно да се каже дека овие болести, трендот на овие болести зависи и од повеќе фактори, например глобализацијата на безбедност на храна. Тоа би се подразбирало дека сега патувањата се на поголеми далечини, што подразбира дека храната се транспортира на поголеми далечини. Така и при самиот транспорт постои опасност од контаминација на храната. Исто така причина за поголема застапеност на алиментарни интоксикации е самата популација. Знаете дека во популација трендот на старењето се зголемува кај луѓето, потоа имаме нарушен имунолошки состав на организмот, некои неуролошки заболувања. Тука би спадало некои кризни состојби во државата, сиромаштија и климатските промени секако. Сега исто тука доста би влијаеле и овие трендови на урбанизација, каде што луѓето се повеќе јадат во надворешните услови, надвор од својот дом, така да се предиспонирани повеќе апелираат на брза храна, храна која многу пати може да биде сирова, непреработена, и така да настануваат доста голем број на труење со храна во такви услови. Не само што здравствената исправност на храната
се нарушува при јадење на брза храна, туку како што се спомна во претходните прилози, и степенот на дебелењето на популацијата се зголемува со употреба на разни хамбургери. Знаеме, дечињата во школска возраст употребуваат повеќе сендвичи и така одошто приготвена храна. Така, ни кажавте некои онакав статистички бројки кои што значително знаат, нели, сега да не ги заплашуваме, меѓутоа тоа се сепак бројки кои што доволно покажуваат дека можеби свеста кај луѓето не е доволно развиена и голема за да ја сватат, да го сватат проблемот таков како што е. Што вели статистиката во последните неколку години во Македонија? Па, во последните неколку години во Македонија се приметува зголемен број на хепатит А, исто така инфекции од бактеријата Ешерихија коли, додека другите алиментарни интоксикации се посматрајќи во последните 6 години од 2009 до 2014 се така, некои се во благ порас, али најповеќе изразено е, значи, хепатит А и труење со Ешерихија коли. И сега ова што спомнавме за безбедност на храната, зошто е во 2015 година, значи, ставено толку големо значење и мото на една светска организација, затоа што со цел да се подобри безбедноста на храна, и тоа од два аспекта, значи да се апелира на власта, да ја стимулира кампањата, да од самиот процес што кажавме од нива до трпеза, сите оние сегменти, целиот ланец на производство на храна, од нивата па во фабриките каде што се произведува храната, па дури до моментот кога храната се нуди на потрошувачот. Значи, власта да апелира, да ги стимулира кампањите кои се спроведуваат во врска со едукацијата на населението, а исто така да се втората цел е свеста кај граѓанинот да се зголеми, да граѓанинот знае што е здрава храна, и тој да допринесува на сите можни начини за да употребува здрава храна, а потоа ќе кажеме кои се начините на кои самиот граѓанин би требало да си допринесе за своето здравје. Така, ние сега ќе ги слушнеме нивните размислувања. Пред да си продолжиме со разговорот, предлагам во продолжение да погледнеме анкета за тоа што мислат конзументите на храна. Дали Македонија, која гласи за земја која располага со исклучително богата и убава храна, истата е здрава и природна? Дали во Македонија се исхрануваме здраво? Сигурно не. Зошто сметате така? Сметаме дека храна има со спроеден рок се тие работи такви. А во однос на здравата храна, што дали е поскапа? Вие како се исхранувате? Па ние гледаме да е подобра храната, ама идеме на своји домашни потреби. Така да колку даница има многу спроеден рок. Гледано на храната. Имате лично искуство со такви производи? Не, нема проблем до сега, нешто такво. Али претежно ги бришев цените така и ги изминатите рокови. Дали во Македонија се храниме здраво? Не. Зошто сметате така? Сиромаштија, беда. Само лебац, мили, тоа ти е. Велите дека здравата храна е поскапа? Ма нема кудека, нема со што да се купи. Убоја знаеме што треба. Дали во Македонија се исхрануваме здраво? Речи си до негде, али не толику. Зошто сметате така? Да, зашто се е спрскано загадено. Мислам дека слабо се конзумира здрава храна во Македонија. Зошто сметате така? Па, не знам, можеби луѓето немаат доволно пари или не се доволно свесни дека треба да конзумираат здрава храна. Велите дека здравата храна е поскапа? Поскапа е, да, малку. Но има и производи кои не се поскапи, само е стварна навика. Дали во Македонија се исхрануваме здраво? Па, мислам дека да. Според сословијата каква е, каде што живееме, мислам дека секој за себе си гледа за своето семејство се недобро. Сметате дека здравата храна е поскапа? Точно е. Сметам дека здравата храна не да е само поскапа, него не може да си приуштиме за тоа. Еве
Еве повторно назад во студиото на К3 ги слушнавме мислењата на граѓаните, па со мојата гостинка да прокоментираме и за тоа погледнавме од анкетата дека граѓаните со поделено мислење. Некои велат се исхрануваме здраво, во Македонија има здрава храна, а некои со поделено мислење. Кој е вашиот став околу ова прашање? Јас мислам дека во нашиот регион дека населението користи во задоволителна состојба здрава храна, мада не можеме да кажеме дека идеално здрава. Мислам дека сите сектори во општеството се ангажираат во тој поглед и на самото наше поднебје, од така, значи постојат многу причини да состојбата мислам дека задоволува. Интересно е што слушнав од слушателите дека рекоа декларацијата со изменати рок и така натака. Самиот правилник, самиот службен весник што кажува што е безбедна храна, значи прв пат како по точка 1 храната е безбедна ако органолептичките особини задоволуваат. Органолептички особини сите знаеме е сето она што ние го гледаме со голо око, а други се тие микроскопски и лабораториски анализи. Сега, значи органолептички особини се кога ќе ја погледнеме храната, значи на прво место надворешниот изглед, мирис, вкус и така натака, а потрошувачот на прво место би требал да ја гледа декларацијата, затоа што тоа е во неговите можности. Сето друго, производството и контролата е во друг сектор. Секој граѓанин, значи кога ќе во декларацијата треба да анализира кој е производителот на производот, од каде потекнува, потеклото на производ, дали е увезено, од која држава е увезено, датумот на производството што е многу важно. Да, тие баш се пожалили на тоа дека можеби тие датуми се преправат. Па не би требало, мислам дека значи датум на производство, рокот на употребата дали е задоволен, ако е со поминат рок на употреба, во никој случај не би требало да се купува таква храна, па под какви да е околности, дали е со намалување на цената или било што. Затоа што здравието и последиците од здравието се нешто најскапо во што човекот и општеството може да инвестира. Тоа би било, инаку и санитарната инспекција, односно тоа е стариот назив, сега Агенција за храна и ветеринарство, значи на прво место и тие гледаат, контролираат во промет, во продавниците, дали има храна со изминат рок, ако е со изминат, ги отстранува тие, значи продукти и си презема понатаму своји мерки. Така, ние оваа година ја погледнавме кампањата на владата, тие воведуваат здрав начин на исхрана уште од мали нозе, уште од градинките за најмалите дечиња. Тоа сепак е еден потик и секако е за поздрав, затоа што уште на самиот почеток се знае дека уште на таа возраст треба да се конзумира здрава храна. Да. Ние исто од Центар за јавно здравје повеќе од 30-40 години сме активни во тој поглед, ја следиме санитарно-хигиенската состојба во објектите за исхрана кои редовно работат во Куманово. На прво место тука доаѓа градинката Ангел Шајче, потоа кујната и мензата во Дом за стари Зафир Сајто, во сите објекти, интернатот за средношколци професор Мијалковиќ, интернат за осмолетка во село Драгоманце Христијан Карпош и болничката исхрана во Куманово, Кратово и Крива Паланка. Значи ние во Центарот за јавно здравје Куманово ја следиме состојбата во целиот регион, Куманово, Крива Паланка и Кратово. Исто така имаме стационар и во Крива Паланка, а градинки има во сите три градови. Кога почнавме за тоа да дискутираме, да ви кажам дека следењето на состојбата се состои во тоа да ние вршиме санитарно-хигиенски надзор на целокупниот објекат за исхрана, значи во кујната и во трпезарискиот дел. На тој начин гледаме дали ги задоволува условите на вентилација, на влага, на температура и така натака, оние услови во кои би требало да се приготвува храната. При тоа ни се земат брисеви за микробиолошка анализа во нашата лабораторија во ЦЈЗ.
Значи брисеви од рацете на вработените, брисеви од приборот за јадење и брисеви од приборот за приготвување на храна, значи даски за сечење месо, ножеви, работните маси и така натака, да. Значи тие потоа следниот корак е земање на анализа храна за бактериолошки преглед во микробиолошка лабораторија. Во последните 30 години се работи по пат на конзумно-аналитичка метода, следење на калориска вредност и витамински состав на дневниот оброк. Дневниот оброк, тоа за нас, мислам од медицинска гледна точка, се подразбира целокупниот внес на храна од појадок, ручек и вечера. Сега во градинка тоа е појадок, ручек и ужинка. Значи калориски и витамински состав по пат на конзумна аналитичка метода се следи повеќе од 30 години и со полно право можам да кажам дека градинката Ангел Шајче Куманово, па и Крива Паланка и Кратово, значи во целост ги задоволуваат условите кои требат да се пружат на едни дечиња од таа возраст, дека исхраната е микробиолошки се исправни сите резултати, калориска вредност задоволува, а нашата соработка е секојдневна, во 4 сезони, тоа минимално се следи пролет, лето, есен и зима. Минимални некои проблеми ако приметиме, во тој момент веднаш се реагира и така да мислам дека задоволува во тој поглед. Кои се препораките за да имаме побезбедна храна? Па за да имаме побезбедна храна, постојат сега со оваа декларација од СЗО, постојат 5 клуча на здрава храна. Тоа се првиот е употребување на лична хигиена, вториот клуч е хигиенско приготвување на храната, да не дојде до вкрстување на сурова, неприготвена и приготвена храна, односно да не дојде до вкрстена контаминација. Третиот вклуч е правилно приготвување, односно варење на храната. Четвртиот вклуч е чување на храната, односно приготвената храна, понатаму како ќе ја чуваме, на која температура. И петиот клуч е, значи, да се користи безбедна вода за пиење и здрава и свежа храна. Сега би кажала поединечно по 2 збора за сите овие 5 моменти. Првиот клуч кажува дека треба, значи, лична хигиена да се одржува кај човекот, поготово ние во објектите што ги следиме, реков дека земаме и брис од рацете, нели? Тоа е многу важно за контаминација на храна и едноставно за секој граѓанин во услови на домаќинство и така, би требало рацете да се мијат, се подразбира пред јадење, во текот на јадење, во текот на приготвување на храна, да не зборуваме после одење во тоалет, и тоа би се подразбирало, значи, темелно миење на рацете. Вториот клуч, значи, да не настане контакт, односно мешање на сирова, односно неприготвена храна со приготвена храна, односно варена храна. Значи, да не дојде до вкрстена контаминација, затоа што на тој начин би дошло до пренесување на бактериите, кои во нормална ситуација сигурно дека по идеална состојба бактериолошка би било во една варена храна која го достигнала степенот на врејење и така натака. Сега ние кога одиме во контрола, секако и во домаќинства треба да се пази, значи даските за сечење на леп, на месо, на ножевите исто така, приборот да бидат, значи, посебно за сирова храна, посебно за приготвена храна во кафеаните, во рестораните и така натака. Третиот клуч рековме дека е правилно приготвување, варење на храна. Значи, храната треба да се приготвува, вари најмалку на 70 степени Целзиусови, значи да треба да зоврие и потоа да се вари таа храна, да не се вари во розова состојба да е течноста, туку во бистра, светла состојба да е течноста, сосот во кој се вари храната, затоа што
над 70 степени Целзиусови, микроорганизмите или се уништуваат целосно или се делумно, делумно се уништуваат, бидејќи постојат, да се разбереме, некои микроорганизми кои се многу отпорни, меѓутоа во целина би важело ова правило. Следниот клуч би бил дека треба и да се употребува, значи да се внимава понатаму како ќе ја чуваме храната после тоа варење и приготвување. Значи, ако сакаме да ја јадеме храната која е била приготвена пред известно време, треба да ја загрееме на 60 степени Целзиуси за да ја јадеме. Например, приготвената храна треба не повеќе од 2 часа да стои на масата пред да се јаде. Зборуваме на собна температура. Се подразбира и многу важно е, значи, храната која нема да ја јадеме моментално, треба да се чува во фрижидери кои ќе бидат на 5 или помалку од 5 степени Целзиуси, затоа што опасна зона за развивање на микроорганизми е од 5 степени до 60 степени Целзиусови. Значи, тоа би биле препораките. Ние знаеме дека најконтабилна храна која е најподложна за развивање на микроорганизми е меленото месо. Тоа не само како производ, туку најчесто сме наваѓале проблеми кои секако сме ги многу брзо отстранувале, не се дозволило да настане епидемија. Во објектите каде се приготвува храна или во касапниците, во машините кај што се меле месото, во тие простори и мали шуплинки тука заостанува, така да наш совет секогаш бил дека треба прво механички да се исчистат, а не даската за сечење месо и ова да се попари, па потоа да се механички чисти и да се дезинфецира. Значи, петиот клуч, последниот клуч е секогаш со работење со храна да се употребува хигиенски исправна вода за пиење, или ако е неисправна, таа да се третира со вриење или со други средства, па тогаш да се употребува во приготвување на храната, затоа што доста голема улога има миењето на зеленчукот и овошјето. Постојат студии кои кажуваат дека не само контаминирана храна со миење на чиста вода може да до доста добар степен да се исчисти од бактерии, од физички контаминенти, туку постојат студии кои кажуваат дека и со пестициди, ако е загадена храната на површината во првиот стадиум на загадување, со вештачки сладила, односно засладувачи, со вештачки бои кои сега знаеме дека многу често се употребуваат во раните пролетни сезони, дека со самото миење со млака вода, со миењето да потрае малку подолго време, дека ние ги отстрануваме и тешките метали, пестицидите и сите тие хемиски контаминенти и микробиолошки контаминенти. Исто така да се каже дека треба да се употребува што посвежа храна, значи витаминскиот состав е многу поголем во свежа одошто во преработена храна, нормално во варена, печена храна, значи витамин С и други витамини се намалуваат. Па тоа би било за тие препораки. Така. Пред да се одмориме ние со убава музика, јас тука ќе ви се заблагодарам што ова утро бевте гостинка и што одвоивте време да поразговараме за дали Македонија има или нема безбедна храна. Да, мило ми беше. Така. Како вели она старата, денот по утрото се познава, па некој овој ден кој веќе започна ви тргна со убава музика и добро расположение. Останете со нас, следува вториот дел од разговорот. Знам јас, кажуваш без зборови, по твоите очи познавам. Во срцето ти допирам.
Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега види со мене. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега види со мене. Sami do zori, ja si ti sami, bez nikoj da ne razdeli, me nosiš kako branovi, na nekoj mesta skrijeni. Kaži da ili kaži ne, da li sakaš da si so mene, tvoj te usni da gi imam so vkus na mandarina, сега види со мене. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега види со мене. 3, 2, 1. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега види со мене. Доколку сега ни се придруживте, ова е вториот дел од утринската програма Нов ден. Веќе имавте можност да го слушнете разговорот со мојата прва гостинка, а во вториот дел од разговорот со мене и нова соговорничка. Пред да започнеме со нашиот разговор и да ви открием за кого станува збор, да погледнеме краток прилог како вовед за она со кое со неја ќе разговараме, па се враќаме во студиото. Покрај останатите природни компоненти, почвите се големо национално богатство на нашата татковина, бидејќи се основа за одгледување на земјоделски култури, а преку тоа и за производство на храна. Поради разновидноста на карпите, релјефот, климата и вегетацијата во Република Македонија се застапени 30 на типови почви, речиси сите што ги има во Европа. Одредени типови на почви зафаќаат големи површини, а има и такви кои се застапени незначително. Во нашата земја почвите главно се сменуваат од пониските рамничарски, долински и котлински простори кон повисоките планински предели. Во низводните делови на поголемите речни долини Вардар, Пчиња, Брегалница, Црна се јавуваат алувијални почви. Тие настанале со таложење на ситен материјал што го донеле реките од повисоките подрачја во рамничарскиот дел. Често на местата со плитки подземни води покрај алувијалните почви се јавуваат ливадските, а наместа и мочурливите почви, на кои е застапена соодветна ливадска и мочуришна вегетација. Значителна површина во нашата држава зафаќаат почвите формирани во ниските котлински подрачја. Тоа се смолниците, црниците, подзолестите почви и друго. Распространети во рамничарските и брановидните терени со помало количество на врнежи. Од нив најмногу се застапени смолниците. Овие почви се плодни и погодни за житни култури, но поради глината која е застапена во нив во влажниот период се каливи, а во сушниот се распукнуваат и се тешки за обработка, па е неопходно нивно наводнување. На сосема мала површина во овче поле има појава на засолени почви со беличеста боја, на кои поради солта многу тешко успева било каква вегетација.
Тука сме назад во нашето студио и со мојата втора денешна гостинка. Добре дојде и за Сања Денковска, агроном. Добро утро, добро венело. Так, добре дојде уште еднаш и како се чувствуваш во нашето студио? Благодарам, одлично, студиово ви е прекрасно. Так, ајде за почеток да почнеме со она што значи почва, односно каква е почвата во Куманово. Кога го земаме во предвид, Куманово како регион е доста интересен. Имаме региони кои што имаат доста плодна почва, тоа се регионите покрај реките и овие почви се најбогати и најпогодни за производство на градинарските култури. Потоа имаме региони кои се погодни за житарици, овошки, лози, така да Куманово има потенцијал за едно успешно производство во правец на почвата која нели представува основна средина за растенијата. Така, во која група може да ја броиме почвата која е во Куманово? Во која група припаѓа? Кумановско, значи, како што во претходниот прилог најавивте, имаме најразновидна почва. Тоа е во зависност од регионите. Покрај реките се среќаваме со алувијална почва, на таа почва најдобро се одгледуваат и успеваат градинарските култури. Меѓутоа, кога планираме производство на некоја култура, плодноста на почвата е фактор број 1 кој треба да го земеме во предвид. И токму поради овие причини треба да правиме калкулации со која култура ќе одиме на одредена почва. Освен почвата, голема улога во производството имаат и регионот, местоположбата на самата локација, каква е достапноста на самото место за манипулација со земјоделските машини, достапноста и присуството на водата во почвата. И во поглед на сите овие фактори, Кумановско отвара можности за производство на претходно наведените земјоделски култури. Така, како тече процесот на обработка на почвата? Што кога ќе се засади на неа за да тоа што ќе никне биде здраво и квалитетно? Обработката на почвата е различна во зависност од културата која е цел на одгледувањето. Целиот процес на одгледување на некоја култура е засебен за градинарство, полоделство, овоштарство и лозарство. Според мене, едно нешто е заедничко за целокупното производство, а тоа е за да имаме здраво производство, да водиме сметка во текот на вегетацијата со какви препарати, пестициди ги третираме растенијата, да се користат помалку отровни пестициди и хемиски средства кои оставаат помалку резидуи во почвата. Да се има здраво производство, се подразбира да се даде акценти на агротехничките мерки на почвата, а тоа се обработка на почвата, примена на правилен плодоред, односно смена на култури на одредена парцела или површина, како и правилна и навремена сејдба. Така, ајде да ни кажеш што кога водата е во прашање, каква е нејзината важност при самата обработка, при самото засадување на се она што треба да наникне на нивата? Така, за земјоделското производство водата е од големо значење и текакво значење. Покрај тоа што нели кажавме, почвата е основна средина за растенијата, доколку немаме присуство на вода во одредени фенофази кај растенијата, тие не можат правилно да се развиваат и да растат, а тоа подоцна се одразува и на приносот и на самото производство. Така, и на самиот квалитет. Така. Што кога загадувањето е во прашање? Од што најчесто се загадува почвата? Така, загадување на почвите добиваме кога постојано имплементираме вештачки ѓубрива, без смена на култури, ги исцрпуваме хранливите елементи на почвата кои што се потребни за растенијата. При тоа не оставаме органска материја која ја прави почвата побогата. Нашите земјоделци немаат навика да предходно направат анализа на почва,
агрохемиска анализа на почва, да ги контролираат хранливите елементи во почвата, па така да на своја рака и ги имплементираат ѓубривата во почвата и на растенијата. Едно правилно и безбедно здраво производство подразбира и предходно испитана почва со точна агрохемиска анализа за самата почва и со препорака за одредена култура во правец на ѓубрива. Така, пред ние да си продолжиме со разговорот, во продолжение следиме анкета и мислењата на граѓаните кога е во прашање почвата и незината обработка како клучен сегмент во создавањето здрава и квалитетна храна. Каква е почвата според вас во Македонија? Дали е квалитетна, плодна? За сега на нула е, пошто поплави оваа најголем отров имат ставено во земја и џабе. Треба ли да увезуваме семења од други земји? 100%. 100% квалитет и ова се е старо. Почвата во Македонија според вас каква е? Квалитетна, плодна? Тоа сепак ќе оставиме за некој друг постручен за тоа да даде коментар. Почвата ни е квалитетна, родна ни е, нема ништо лошо од почвата. Треба да се работи, ѓубрива природни да се стават. Каква е почвата според вас во Македонија? Земјата? Па не знам, можеби на некои терени е делумно загадена, но имаме и каде што е да кажеме дека има добар квалитет. Дали ние сметате и покрај тоа треба да увезуваме семе од други земји? Мислам дека да, заради тоа што во нашата земја нема многу видови семења, квалитетни семења, како да ви го кажем тоа.